Општина Газибаба и Агенцијата за млади и спорт денеска го одбележаа почетокот на градежните активности за поставување на ново осветлување на спортското игралиште Фортуна, кое беше сосема уништено во поплавата која ја погоди општината во 2016 година. Со цел обезбедување на соодветни услови за спортување и во вечерните часови, на теренот ќе бидат поставени 24 рефлектори, распоредени на 6 столбови со височина од 18 метри. Како што информираше градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, со новото осветлување ќе се постигне и значителна заштеда на електрична енергија. Поставуваме ново осветлување со што спортистите ќе добијат соодветни услови за тренинзи и во ноќните часови, и тоа токму кога се одбележуваат 100 години од постоењето на фудбалскиот клуб Фортуна, кој е еден од најстарите клубови во Македонија. Системот за рефлекторско осветлување ќе биде компјутеризиран и модернизиран. На едноставен начин ќе може да се поставуваат различни светлосни сценарија. Зависно од видот на спортските активности, ќе се користи извор на светлост, кој според светлосната ефикасност е еднаков или подобар од LED изворите. Специјално конструирани за осветлување на спортските терени, овие рефлектори ќе обезбедат соодветна боја на светлоста. Со новото осветлување ќе се постигне значителна заштита на електрична енергија. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски нагласи дека неговите очекувања се спортскиот терен Фортуна да биде расадник на голем број идни спортисти, кои гордо ќе ја представуваат општина Газибаба. Како Агенција за млади и спорт можам да ви ветам дека и во иднина ќе имаме сериозни капитални инвестиции во спортски инвестиции во општина Газибаба, каде што заеднички со општината ќе ги подигнеме сите услови за спортот и сето она што е неопходно за да имаме врвен спорт во Газибаба. На фудбалскиот клуб Фортуна сакам да им ја честитам 100 годишнината, да им посакам уште многу големи успеси, секако за брзо време овој стадион да прерасне во еден модерен стадион кој што ќе го посетуваме сите ние заеднички и ќе гледаме фудбалски дуели од прва лига, односно Фортуна ќе биде една гордост како за Сингелич, така и за општина Газибаба, и ќе биде клуб кој што ќе биде расадник за многу млади фудбалери кои што не само ќе го представуваат спортот и фудбалот во општина Газибаба, туку ќе бидеме горди што ќе бидат репрезентативци на нашата држава. Георгиевски исто така најави и поставување на вештачка трева на голем број спортски игралишта, изградба на нови спортски терени, како и изградба на затворен базен.